Сточарите и собствениците на миленици ги демне опасноста од карлежите. Влажното и топло време е идеално за размножување на овој опасен паразит. Во регионот оваа болест е доста раширена, најчесто на зелените површини, кои не се чисти и прскани со инсектициди и се едни од причинителите за појава на ваквиот паразит, преку кој се пренесуваат доста болести. Секое животно може да биде во контакт со крлежите, со обзир на тоа дека се движат во надворешната средина. Има доста болести кои се пренесуваат, што како само вектори, значи од едно животно до друго, така да дури и од различити врсти на животни, значи од милиник на некоја друга врста домашни животни. Пироплазмозата е една од болестите која е доста тешка, поминува со високи температури и многу често може да се деси да заврши смртно. Значи тоа ги има и кај домашните миленици, меѓутоа ја има и кај домашните животните кои се економско чување, значи говеда, овци. Меѓутоа превенцијата се состои од хигиената и средувањето на околината, но како да ги заштитиме миленичињата и себе си од карлежите? Заштитата од крлежите се сведува на превентива, значи постојат средства кои претходно се животните на инсектициди, животните мора да бидат очистени и имаме кај за малите миленици инсектициди кои се во исто време и репеленти, значи ги одбиваат во некој догледен период, например од 1 до 3 месеца обично ги штитат. Заштитени животни, заштитени собственици, велат ветеринарите. Ни за заразни болести крлежите ги пренесуваат и на луѓето. Лекарите препорачуваат, доколку се изложени на убот од крлеж, да не преземаат мерки на своја рака, веднаш да се јават кај лекар.